рибари, гледај жена ти да не ја разбудиш, оти ке ти списка, па ке излудиш. Еј рибари, еј палбачи, пакли пијани дома ке се вратите. Еј рибари моје, еј будали, нека ви е со среќа па да патите. Еј рибари, еј палбачи, пакли пијани дома ке се вратите. Еј рибари моје, еј будали, нека ви е со среќа па да патите. Како сум со време? Јас сакам секој ден, ама знаеш, работни обврски, да. Работни обврски не можеш. Така да обавезно сабота, недела сум тука. Уживаш. Да. Ајде, идемо сега понатаму, што ти е сега? Сега местиме системи. Колку системи местиш? Два отворивме, доста е два, мислам, нема потреба. Колку отворате? Зависи. Негдеш отварат и два штека, потребни си и два штека, тогаш отвараш преку 10-12 опсета. Ги расподелуваш. Да. Например, обично ги гледам. храниш од две зони, храниш на 9,5 метра, храниш на 13 метра. И два штека се отварат, например, да речеме. Во две точки. Да, во две точки, за да не правиш комбинации, да не отштекуваш нели по штекот, после да го штекуваш сега два, ти губиш време, за да не губиш време, затоа отвараш, да, одма спремно, топсети спремни и само пушташ, значи, одиш таму, нели, губиш риба, нешто се случува со 13 метра, одма се враќаш назад на тебе, ете така. Ете така. И тука ако го нема, фрлаш со меч внатре и тоа е. Со меч, а? Да. Ќе ви покажам сега, носим меч. Таа е многу интересна техника, почнува вич да зима. На меч обавезно мора да биде ваглер, или? Ваглер, да. Мора, секој иде со ваглер. Да. Ради должината. Мечот со кои должини се движи? 3,9, има и 3,6, али претежно се 3,90, 4,20, 4,5. Има и 4,80. Треба тафон. Така. Значи горе за да може ластик да клиса. Ова е 0,75. Мораш да имаш, тука има едно као сајла што влева внатре. Добро. И се значи еластикот за да може да помине преку врвот, мора преку сајла да иде. Добро. Таа сајла иде до тука. Значи тоа е крајниот дел, значи тоа е крајниот дел, кај што се намотува, знаеш, оставаш вишок. Тоа е крајниот дел. Тука имаш еден, нели, центар, нели, на ластикот да не лепе, че да ти остане цело време, нели, у работна состојба, така. Ова е врв. Сега на сите фирми различно, нели, Тубертини вака му е. Претходните штекови не ми беа така, али нема врска, значи врв си е врв. Тоа е машинката од болонезот. Ова е машинката од болонезот. Кај што нели оно работи, кога ќе се нели фати риба, он нели Во принцип е тоа главната срцето на штекот е уствари ова кое што влие на големина, тип на риба, длабочина. Тоа е после нели ластици постојат, нели и мали и големи зависно со рибата. Денеска пак како паче каже, ловиме ситна риба, се лове со танка. Ова е интересно да им покажеме на нашиве, да речеме помлади генерации, овие генерално овие емисии се наменети за помладите генерации. Најдобро е да им ги покажеме сите финеси и тајни во делот на одбирање на некакви опреми, па нормално секој кој што ќе се насочи кон оваа работа ќе се дозна преку социјалните мрежи, ова како една да речеме базична информација преку ова. Тоа у друга прилика презентација како се еластицира. Така. Значи мора тоа да постои. Добро, го гледаме системот, ние овде имаме супер прилика да го видиме системот. Што генерално мислам нас не е најбитно, иначе како се еластицира едно друго. Чим ќе влезе некој таа техника ќе дознае како се врзо кој чвор. Нема ништо тежина у ова. Значи треба само љубов и работа. Друго ништо. Супер. 1,7, Да. Ова е спремно, готово. Не, сега спремно, сега ќе ви покажам како се прави, како се пара длабочина. Добро. Користиш од некои познати брендови или си Да, имаш ти нешто да. Не, види. Некогаш и од таа што е од тапа од 20 денара знае да биде ефикасна. Сето е до балансот на самот и до материјалот на тапите. Значи како се изработени. Конкретно, нели сега ловиш ситна риба, времето е почеток на сезона. Не мора да значи. За ветровито ете. Значи има некоја форма као рагби топче. Ова е пенсил, значи
Сакам да кажам, кога рибата е не толку активна, не се хране толку добро, или се хране срамежливо, ни тоа го викам, се користат овакви издолжени форми на тапе. Значи, најмногу. Значи, не мора да значи дека тоа, ама јасно. И кога јади најмногу, кога е најактивна, па се користи, има многу подобар преглед, значи подобар баланс. Не баланс, реакција има тапата, значи многу осетливост, да. Овие се повеќе за сега ветер имаме, значи мораме да ставиме една таква малце потопчеста кај што ќе биде постабилно, значи да го држи, значи да биде на место да биде мамецот, значи тука е тој момент. Значи имаме копча, таа, да, што горе, копча за измена да, на предвези. Копча, да. И чвор за предвези. Да. Стандарден. Дупли чворни. Дупли, да. Значи тука е крај. Што ти е. Сега го спуштаме. Тежина на тапа. Тоа спрема длабочината од прилика, пошто е негде околу 2,5-3 метра. Ако е мирно, може ми и со 1,5 грам и пол. Да. Може и грам 25, че помнам. Али овака сега малку што ме ветровито, малце потешка постабилно така. Ако сакаме побрзо да фати мамец, да падне, користиме по тешка тапа. Јадица? И јадица спрема, паче кажам, сето е спрема големина риба. Користиме исто од добри производјачи. Значи моментално користиме дрена нова јадица 16-ка. Кај што она, нели, најдобро ми се покажа у моментот. Тоа е еден класичен трн систем. Класичен систем. Вртилици се става да не се мрси. Сега по новото, ајде, гледаме нешто, учиме, мислиме дека е окей, али можеби ние не сме навикнати на таков риболов, не користат свиче вртилици, директно омча на омча ги стават. Омча толку дознав од колегија за фидер, они викаат покрут, ако е нема да се плетка, нема. Да, у редо е тоа, али ете, можеби не сме така учени, така сме тренирале, нашите тренинзи сите биле у тој фазон, нели? И така да ни уште го немаме тој начин. Пробав јас, мене ми мрси, мене ми прави проблем. Затоа не ризикувам, исто ми е, значи не гледам разлика дека со ова по-добро, со ова по-лошо, значи си користам оној баш класичен стил, најмалата вртилица, нели, и сите оловца да бидат од истиот број спрема, нели, тапата. Тоа што ти е тебе, што ти лежи, тоа си користиш, не мора значи се, не мора да копираме од сите. Нормално треба да се размишља. Тоа што сме го тренирале така. Па да, и своја иновативност да си уклучиш е најдобро нешто, некој твој рецепт. Иновациите се во самиот начин на ловење, да. Во е 0,10. А доле? Предвес 0,8. Браво. И се користам, јас не знам. Право такмичеш. Да. Јас користам флуоркарбон за подвис, вклучиво. Индивидуално е, значи. Добри конци, значи, они знаат да бидат точни. Сите убави конци, мислам што се од фирми добри, се поточни, значи. На оваков конец 0,10 можеш да извадиш и 3-4 кила крап. Ако ти е системот добро направен, значи. Тука се зависи. Ластик, штек, значи стрпливост на самиот риболовец. Капинг, тоа ти е за пласирање на топче, на храна, на место на кај што го ловиш. Значи, фактички ти го имаш истиот тој момент, значи, каков е топ сето, значи, таков ти е и купингот, да биде, значи, у иста должина, на исто место и се тука, значи, на позиција на... Да немаш многу време да размислуваш, тука беше, не беше, полево, подесно, точно тука. Можеш да пробаш полево, подесно да видиш што се дешава. Не, добро, те движи у тој радиус, нема кај да бегаш. Да, али сепак ќе биде концентрирана храната се на едно место. Види, крмава беше на 5, на 6, мислам нормално. Да не ја бркаш крмата, ни вика, да не бркаш крма. И да, викам, каја фрлив сега крмата, па гледам камен доле, кај вас се да речам тоа. Значи тоа сега ќе го монтираме. Толку. Значи теренот, одредувањето е на терен и длабочина. Значи тоа е најбитен елемент. Оловце, како се вика? Сонда. Еве како изгледа. Значи доле со плута. Така. Горе баш ја видов со пред омче. некој ден, се прашувам, викам од Значи дуѓа. го вртиш. Така. Фактички ти точно знаеш на сондата Точно. дното ти
Што значи тоа? Ти да речеме, Сондираме кога терен местиш, и длабочина. добро, кога ловиш, Да. ја одредуваме точно длабината да дојде мамецот на дното. Зависи. Значи некогаш одреден тип на риби сакат да се хранат од дно. Како? Краб, деверика, ние немаме девериката, али не е битно, краб, деверика, легла или попадика, што ја викаме, Да. тоа караш, значи тоа се риби што се хранат чисто од дно. Добро. Значи тогаш треба мамецот да биде сет на дно. Значи тоа значи предвезот да биде мора да биде Да лежи. цел на дно, да лежи, да. Добро. Го штелуваш до виркла до сигнализатор. Добро. Значи сега одредуваме дубината и после му ја зголемуваш за колку Да, што е за црноперката знае да јаде и гисечи. Високо. Она знае да јаде на пола дубина на. и над дно знае да јаде. Тоа си го одредуваш со топсетите. Затоа се топсети. Пример, еден правиш на дно, еден правиш 2-3 сантима погоре, друг правиш 2-3 сантима погоре. И различни длабочини и ја пробуваш, значи да не правиш правим муабет сега, ловиш со еден на дно, не ти јаде, а у главата го мислиш дека треба да висечи. Па вадиш, па тапа поместуваш. Не, затоа постојат тие топсети, ги правиш Затоа се сите почне. и одма го пробуваш. Јасно. Значи одма го пробуваш да видиш. Ако таму е, ловиш со тој топсет. Со иста тапа, со исто се. Јасно. Ето. Значи сега одиме. Идеално, значи, за, нели, идеално наштелувана, значи, тапа. Тука кај што, нели, предвезот е само сега на дно. Десетина сантиметри. Да. И затоа Предвезот е 20, Добро. и сега се одредуваме, нели, спрема килтот на самата тапа. Ја знам од кај ме, колку ми е, нели, килтот. Значи, овде сме виче само со предвез на дно. Ако сакаме да ни гали мамецот на дно, тогаш намалуваме длабочина, околу 5 сантими, тогаш ќе ни гали. Значи ние имаме сега многу добар чист терен, така да ова е место што е идеално и да погрешиш некоја топка, ја што викам не си сгрешил. Толку ни треба само еден топсет за да можеме да најдеме Одлично. длабочина и сите други системи и 10 топсета да се ги штелуваш спрема едниот. И црвата. тука се редиш. Некогаш Пет ќе плюс побара, минус. значи кога имаме две различни тапи, ќе морам сега да сондирам и со таа, пошто таа е друг килт, друга тапа, можеби друг подвес имам тука ставено, а Този имам има. ставено. Значи тука сондираме уште еднаш. Што значи цена, храна, најдобра светски. Најтешкиот најдобра дел- е оваа трска, најдобра е храна. Најтешкиот дел за коментирање е прихрана. Посебна филозофија. Ја ќе кажам, нема лоша храна, има лоша припрема. Значи, и најскапата храна, Ако е лошо, тој што не знае да ја припреме, не може да. Гледам. Нема нема да има ефект, нема да се Да. отвара, нема да Значи, привлече ситна риба. секој еден спортист или риболовец кога настапува на такмичење, правилно, кога има пристап на такмичење, имаш тренинзи нели одреден период и ти у текот на тренингот знаеш што и како е. Има и во храните, значи нешто треба познавање многу на храни, производачи има многу. Конкретно за мене за меѓународни такмичења мислам дека Сен Санс. Кои се французи, италијани, ова да Да, речеме техника. французи, италијани, маđари, англичани, холанđаните се исто добри. Има, значи секоја земја, европска земја, си Бугарите се многу напред. Што е најпресудна да имаш еден успешен? Твоја некоја си тајна состојка, една. Значи што е значи ванила, не е битно, шеќер, било каква некоја си твоја да речеме. Има- Нешто ти што си го откриш, што викаш, слушај мене, еве например лично кај нас, лебот ми е базично, што и да правам, пример, рекреативниот риболов. Ако добро го работиш, леп и грој, чао, мислам завршуваме со приказна. Мислам кај тебе дали постои некој од кај што почнуваш ти се да За развиваш? слободен риболов, да. Па и за такмичење, За бе. такмичење нема. Не, тоа се зависи се кај што ќе отидеш, на што е навикната рибата, Тоа што е реагира, како реагира. тоа е таму А за слободен друга риболов? матема. Слободен риболов, јас знам негаш си направам своја храна. Па е обично некој идеме за, еве, например, тоа нас дојран е најспецифичен, таму си вариме пченица,
Ченка шеќерец. Това е друга приказка. Ние разговараме за прашкаста храна. Добро, кај тебе како? Сега ти вариш пшеница, јас сам мелам пшеницата. Добро. Ти вариш мороски, пченка, ја мелам пченката. И ја вариш или? Коноп, значи јачмен, што све. Оде на вака, у една база е тоа. После ја печиме, значи во посебно секое семе се пече во на шпорет, нормално во ревна, да ги испушти тие етеричните масла. И после го ставаш. Колку време пече? Тоа е до Знаеш зашо ми ова? Ова е една финеса и во нашава емисија е една насока која што на младите луѓе ќе им дадеме насока на размислување. Не, насока на размислување ја ќе кажам. Тој што го измислил ова, значи, што направил нешто готово, тој има таква технологија развиено да тоа се по ова нашево е добро, Ни знаеме да погрешиме. Едно семе да погрешиш на печење, ти се расипал цела работа. Добро, ама не, мислиш дека ќе избрка рибата? Не ќе избрка рибата, не е тој мирис што сакаш да го добиеш. Океј. Значи они ги имат тие. Мене ми идејата следна, да им дадеме на младите дечки една идеја, тоест една насока на размислување во која од која би потекнувале, значи сите примеси, тие да речеме базични. Не треба ништо да се мачат мајка. Не, све е спремно. Се имат сега мајка. Добро, ама обично знаеш. Најобична, најевтина храна. Ако му речеш 200 денари кило, он може да си проба со пченица. Сега има и за 100 денара кило, така да со кило он може да заврши многу. Нема никаков проблем. Да. Се слагам. Супер, мислам тоа е многу. Кога ќе размислиме, на пример, да речеме, одиме да пецаме, да речеме, одиме сега, јас на пример често одам Охрид, одам Дебареве, Битола, не е битно каде, па Љурци, не секаде, значи Дојран. Ако израчунеме финансиска структура, нели, за тоа и одење, боле ти иди купи си рибара, не, секако не. Сега. Ништо не губиме од финансиите, плюс не губиш ништо ако земиш една кило храна направена од производјач. Се слагам. Било кој да е производјач. И 100 денара да е, не ги правиме муабет производјачите, не ги правиме муабет кои се, што се, како се, да не испадне реклама, али сакам да кажам 100 денара едно кило кеса, многу подобар ефект ќе имаш отколку да земиш презла и леп, да мешаш и чуспи или било што, не све. Значи импровизација не. Нема потреба. Таа е точно одредена храна, точно се знае. Имаш лесни, тешки храни, значи тоа ти треба да си одредиш. Бои, многу е битно и според тебе не е потребно да се експериментира, нема потреба. И јас преферирам сегаш првите топки што се главното хранење да биде рачно. Малце вода. Овие што се жолтки, житки, тие се интересни за црноперката. Црноперката по природа е може да кажеш како предатор. Нели те предизвикува некојаш да откриеш нешто што другите не го знаат, иако се е откриено, ајде условно, ама ја од таа насока и размислувам и прашувам да постои нешто што е тајна, што дава резултат. Пример, ја уопсенувам да речеме овој рекреативен риболов, открил некои финеси тајни, кои што си ги применувам и имам страшно добар успех. Не е тоа пригодно, и техника, и искуство да го и се тоа. Е сега во делот на ова такмичење генерално, секој ќе се научи некои финеси, ама тактиката е многу битен елемент. Нели секогаш не те предизвикува нешто, рече слушај, морам да откријам нешто што еве. Да. Ти замисли си кога било почетокот на оваа храна, некој почнал од нешто. И секој како си откривал, нели, после тоа се дознал. Види. Еве имам една информација или едно сеќавање од детство. Ќуспе од фабрика за сончоглед. Да. Ја убива рибата, ја привлекува, пример. Така. Поразлично од тоа време, нели, што се пласира. Да. И знам дека тоа како храна било многу ефикасно, значи. Ефикасно за некој период таму. И уште е ефикасно тоа. Ќуспето од фабрика за сончоглед, тоа што останувало од љуспите, нели? Да. Така. Сега сакам да кажам, тоа откритие и откриваат рекреативни риболовци и убиваат рибата на мантово. И од 30-40 години. И од сончоглед и од хемијата многу голем удел за привлекување на самата риба. Хемија, да. Најбитен елемент у едно такмичење е тоа да со таа, нели, хемија и со таа, нели, со тие супстанции што ги стават во храните од реномирани производјачи што веќе ги измислиле они, си ја држат рибата на место. Да, јасно. Тоа е целта. Значи за кило храна некаде на околу 250 мл до 300 мл
вода. Вода со тоа што треба да се става, Али- да се дозира внимателно али- за да не се претвори. Ете така. Така, се слага. Сегаш припремата на храната се базира од три на три точки, на три периоди. Влажниш оставаш да го пие. После пак влажниш, пак оставаш да пие. Пресејуваш, меѓу време За се отвори, за да се упие, да сите секоја тие парцела- супстанции што ги содржи храната да добијат се врзат, соодветна значи да се влажност. врзат. На оваа храна може и да се додаде земја. Тука има околу 3 кила сува храна. Некаден околу 2,5 до 3 кила и земја може да иде. Земјата се користи исто да падне топката побрзо, сопствена тежина добива самата храна, поголема тежина добива самата. Тука имаш сега и други елементи, ама тоа од друга емисија, припрема на храна. Многу работи се уигра, така да Дел од работите нека си ги за езеро дознават е и- едно. Сега конкретно за оваа ден немаме грам земја стајано у храната. На која Прошлата- сме денеска, на што арома сме? Арома брасен. Брасен. Да. Што е тоа брасен? Тоа е некој си... Карамела. Карамел. Нешто такво е. На брасен сме. Сладка, значи. Така, сладка арома е. Аромата не е нешто пресудно кога рибата ти е тука. Едноставно тука е пласирање на храната, да си поточен, да си попрецизен Да. и начинот на ловење. Добро, затоа што Секо- што ти кажа, дали има некој, затоа цело време го поставуваме тоа прашање, значи еве Не, карамелата. ароми, Знаеш што е поента? Поентата е да у одреден момент ти се истекнеш, например, на стаза. Сите фрлаат карамела, ти фрлаш јагода, се истакнуваш, сакам да речем со некоја разлика, за кој што ризикуваш. Може да не дојде ни една риба, а може да дојде цета риба кај тебе. Тоа е, мислам, она разлика во аромите. Дали нема таа е- правило тука. Црвенопер, пошто сме сега таргетирани на рибата црвеноперка, црвеноперката не сака многу блага арома. Си бара не сакам. само зрнеста, Си бара храна, посолена тоа што- арома. Значи, А, на посолена. солена, Е, на тоа се солена. тие Не иде на сладка арома, Е, туку иде не на толку на слад, на да. солен. Не мислиш дека е прихраната пресудна за победа? Пресудна е Со глед на некако. тоа дека сите користите исти Кога- тапи, извежбани, навежбани. Зборот ни, храна да се одреде, дали е добра, дали работи или не работи, најдобро се одредува кога си на такмичење, кога си едно до друго, нели нормално, на 7 Да, или да, на да. 10 метра, кога ловиш исти, нели, на 10 метра растојание, и кога нели си таргетирал се лове црвеноперка, на колегата му јаде, тебе не ти јаде. Значи имаш тука проблем нешто. Не може тебе да не ти јаде од тие 10 метра. Значи имаш проблем. Значи тука имаш проблем, или со храната Дубина. припрема, или нешто проблем, нешто мораш да најдеш тоа. Да, да, јасно. Значи тука се тие некои работи што се Нели те фаќа паника понекогаш? па Кој им јаде на другите, тебе не види, те. да. Се шалам Тоа е за тоа нај се случи тоа при нас. е тоа е нај убаво прашање. Не паника, нервоза. Не, добро, јас. Нервоза пошто Паника, нервоза. Например, Ме си фаќа го- паника. си работел 5 дена тренинг, си фачал, И си се на нервија. такмичење, нешто не е во ред. Па да. Тука се тие некои тајни што ги имат Значи големите. мора да знаеш да Да. го соземеш, да се соземеш и да нели, ако паднеш, Да. може да паднеш и на таа варијанта. Јас сум застанал, сум оставил се и вака, само седиш и размислуваш Да што се да правиш. паѓа некојаш. Да. Ами ја тоа го користам и ние вака кога се вака кога сме друштво, они сите знаат да ловат. Да. Ама некад ги фаќаш на што си, сега Да. нема да ви удри и готово. Кој не е толку искусен да знае да се Шире околу храна да те прашам, Кажи. што ми се случило неколку пати ми се случило. Значи кога ќе дојдеме на одредена локација терен, да почнеме да Крмите? не да крмиме, но да почнеме да ловиме директно и да Добро. имаме успех. Добро. Ќе спремиме храна, после едно 10 минути ќе фрлиме хранава као да ги сме избркаме избркале рибата. После нема удар. Не фрлај прашкаста храна у тој момент. Ако седиш на позиција и ти јаде риба, зависи кој тип на риба е сега. Многу битен е и момент Да, кој истина. тип на риба. Не фрлај прашкаста. У тој Оти фазон. коментираме, викаме се идеше добро, ја избркавме со. со оваа твоева храна е избрка риба, да вика. Значи не и фрлај прашкаста храна. Или пак ако и фрлиш, биди точен на место на армилиште. Значи не и фрлај зрнеста храна. Фрлај коноп, фрлај пченка, пченица, зависи што ловиш. Ја на пример ете имам некоја таква стратегија на тиквишко тука, посебно караш сега кога ќе се лови. Ја фрлам од старт храна, да го привлечам или на позиција. После тоа може да се случи и да не му фрлам воопшто храна. Само Или- чисто со чатал
Или зрнест. Малку Зрно. по-зрно, Да. да. Или пак му фрлаш земја со мамци. Ништо друго нема. Да, чисто земја со мамци. Чисто земја со мамци, само да не го, нели, Да не го да го растеруваш. оттргнеш. Пошто он со осете, со самото фрлање, со самото бомбардирање на тебе, со осете за че се исплаше на некој начин. Загрозен се осеќа. Да. И застанува. Он тие имаше рибата, тука е рибата. Али се плаши да ти дојде, да прииде или било како.